Да се биде интелектуалец значи да се има одреден профил кој што го представува интелектуалецот како на действување, така и на размислување. Меѓутоа, дали постои еден унифициран прототип за тоа што представува интелектуалецот, или денеска се поретко можеме да сврстуваме луѓе во категорија на интелектуалци? Која е задачата на интелектуалецот како универзитетски професор и што тој може да придонесе на ниво на образование, а колку треба да биде дометот на неговото општествено действување и кои граници, барем морални, треба да ги поставува интелектуалецот. За сите овие аспекти од темата ќе говорам во новата емисија Мој збор со професор доктор Јове Кекеновски, а вие останете со нас во продолжение и проследете го нашиот разговор. Јове, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете учесник во емисијата Мој збор. Јас веќе и во неформален разговор ви најавив дека ова ќе биде навистина тешка и одговорна задача за мене да го водам ова интервју, пред се поради обемноста и содржајноста на темата за која ќе говориме денеска, меѓутоа и со однос на тоа дека сте авторитет во поглед на темата која што ќе ја застапуваме денеска. Навистина многу ми значи каков одговор ќе дадете на сите прашања кои што ги имаме подготвено со цел обработка на темата интелектуалец и неговото општествено действување денеска. Се поставува прашањето што секој од нас подразбира кога ќе се спомне профил на интелектуалец. Постои ли некој прототип за тоа што представува интелектуалецот? Меѓутоа, прво ќе почнеме со високото образование. Некако ми се чини дека интелектуалците се затворени во таа наставна дејност, во академската фела и интелектуалец, барем според мене, има знак еквиваленција со професор, универзитетски професор. Некако мислам дека таму може да се најде концентрација на интелектуалци најмногу. Сега ми е важно од твојата лична позиција и искуство до сегашно како универзитетски професор. Што мислиш дека е најважно да се пренесе на студентите? Дали е тоа она сирово знање за наставната материја, професорот ја предава наставната материја, многу е важно како когнитивно знаењето ќе се прифати меѓу студентите, или има некоја подлабока врска помеѓу универзитетските професори, професорите во високото образование и студентите, затоа што верувам дека и студентите во самите професори гледаат авторитет и вредностен ориентир кој што треба да го следат понатаму во живот. Прво ви благодарам за поканата и за честа која ми ја укажувате да снимаме разговор на оваа деликатна, меѓутоа многу инспиративна тема, актуелна, вечна актуелна тема. И благодарам за комплиментот кој што ми го дадовте. Се надевам дека ќе бидам на висината на задачите и ќе го оправдам тој комплимент. Вие почнавте со интелектуалец, меѓутоа пред да одговориме на тоа прашање, рековте да се осврнеме нешто во делот на професорската дејност, бидејќи вие таму ги гледате најголемата концентрација на интелектуалци и со право сте во еден дел, меѓутоа не значи дека само во делот на образованието, туку тие ги има на секаде, колку ние ги приметуваме, колку комуницираме, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа, да се држам до темата и да бидам конкретен, вие прашавте дали професорот пренесува само знаење. Да, добриот професор не пренесува само знаење, тоа обично го пренесуваат оние репродуктивци кои што не се вдлабочени во самата проблематика која што ја предаваат во самата научна дисциплина, и тие се најобични репродуктивци. Меѓутоа, кога ќе спомнете професор, кога ќе спомнете научна дејност, сигурно дека освен знаењето има и други факти, односно други поенти. Знаењето е само една почетна точка. Во однос на тие други факти, тие други поенти, јас би споменал дека кога професорот го пренесува знаењето, тој истовремено треба да се обиде да пренесе и начин на размислување од една страна, понатаму да гради еден однос кон науката помеѓу него, студентот и самата научна дисциплина, да промовира и да практицира етички стандарди, да не се не етички стандарди, вредности на академската заедница и уште други поенти, меѓутоа еве ќе се задржам на овие. Прво, знаењето како знаење, професорот го пренесува оно што е суштинско дадено во самата научна дисциплина. Значи се работи за дефиниции, тези, методологии, истражувачки техники, инструменти,
начин на заклучување, на логицирање и така натаму и така, се до доаѓање до одредени резултати. Меѓутоа, во денешно време тоа мислам дека не е клучно и тоа е лесна работа, бидејќи во овој наплив на информации вие денеска сите тие работи можете да ги најдете и на интернет. Меѓутоа, јас би се осврнал на оние други поенти што ги кажам, што се надврзуваат на знаењето, не може само голо знаење. Тој мора да развива еден однос кон науката, а тој однос, развивање на тој однос се гради преку развивање на љубопитност на студентот кон самата научна дисциплина, да го заинтересирате, да го заинтригирате, да се задлабочи во содржината на научната дисциплина. Понатаму критично да размислува, што е многу битно. Не може тој само да биде научен се наизуст, а при тоа да не размислува за критичко размислување, бидејќи тогаш сме сведоци и слободно можеме да кажеме дека се работи за едно механичко учење, не се работи за една логика. Понатаму мора да створи навика за дисциплина, за работа, за аргументација, дури па да создаде сомнежи кај студентите во одредени тези или одредени прашања кои што ги отвора едноставно за да го слушне и мислењето на самите студенти, да биде отворен кон нови идеи и така натаму. Значи студентите не се учат само што да мислат, туку и како да мислат. Тоа е поентата на еден, според мене, еден професор. Јас сум долги години во професорска дејност и сигурно не сум бил на почетокот истиот овој кој што сум денеска. Значи, има за цел професорот едноставно да каже дека вистинската наука не треба да служи за манипулација, туку треба да биде да се преку нејзе да се трага по вистината. Тој мора да има еден отворен пристап кон студентите, да биде објективен, да биде пример за интегритет, понатаму да ги натера да едноставно дебатираат, комуницираат меѓу себе. Бидејќи кога ни доаѓаат студентите, тие доаѓаат само колку да им помине часот, како резултат на воспоставената практика, некако се создадовме на општество, односно на систем кој што битна е математиката. Кога вела математика, собирање на кредитите, односно собирање на поените, за присуство толку поени, не доаѓаат спремни на предавањата за да можете да развиете конверзација. Значи, секоја чест на ретките исклучоци, меѓутоа на вистина ни се случуваат и вакви работи. Значи, исто така, тој мора да го развие тој начин на комуникација, на отвореност, едноставно преку дебатирање да се дојде до одредени заклучоци. Понатаму, секој професор треба да влее страст во учењето, во истражувањето, а не да има страф од неуспех. Значи, вие некогаш може и да експериментирате, меѓутоа тоа не значи, ако не добиете позитивни резултати, не значи дека треба да се откажете. Понатаму, исто така, тој мора да го научи студентот дека научното мислење не е догма. Научното мислење е еден процес кој што постојано се развива. Мора да знае дека треба да се осврне на суштината, а не на формата. Понатаму, исто така да пренесува вредности. Кога говорам за вредности, говорам за интегритетот, говорам за почитување на туѓото мислење, говорам за посветеност на знаењето, говорам за одговорност. Едноставно да се изгради еден поглед на општеството, поглед на светот од страна на самиот студент, негов личен поглед. И во тој дел ние што сме професори во делот на општествени науки, на вистина имаме една привилегија во овој сегмент, заради тоа што им помагаме на студентите да сватат како тие како граѓани можат да влијаат во општеството, односно која е нивната одговорност, што треба да превземат, како да разберат, како да анализираат целокупната состојба околу себе. И за мене врв на еден професор е ако тој го почитува и се грижи за интелектуалниот развој на студентите. Значи, еден добар професор, врвен, современ професор, ако сакате, не смее на студентите да гледа како на празни садови, кои што едноставно треба само да се наполнат. Значи, туку треба тој на нив да гледа како потенцијали кои што треба да се стимулираат, треба да се мотивираат, треба да се инспирираат, да едноставно ги надминат вашите и туѓите уште повисоки некои достели. И тука би заклучил со ова, кога би рекол дека се работи за една симбиоза. Симбиоза на три елемента, симбиоза на знаење,
симбиоза на педагогија и симбиоза на морална примереност, она што го говорев претходно. Значи, добро е да се влезе во умот, меѓутоа и во срцето, нели, на самиот студент, и не само како предавач, туку едноставно како модел во делот на интелектуалниот и во делот на моралниот однос кон знаењето. И затоа, според мое убедување, мои критериуми, добри се оние професори кои што инспирираат, а не оние професори кои што информираат. Го спомнавте неколку пати принципот на критичко мислење како една од најзначајните одлики на систематичното мислење и апаратурата која што треба да ја стекне студентот во процесот на своето високо образование, односно да изгради еден свој идентитет личен на мислата. И сега мене веднаш ми една референца на ум ми излегува, тоа е психологија на толпата од Гистав Le Bon, кој што вели дека толпата секогаш размислува на унифициран начин, а интелектуалецот се подразбира дека има свој некој индивидуален идентитет на својата мисла, колку треба да се, да кажем, фаворизира тоа критичко мислење и што подразбира критичкото мислење кај самиот студент. Дали некогаш тоа треба да значи и спротивставување на самиот авторитет? Например, ако студентот има малку поинакви резултати во својата истражувачка, научно-истражувачка работа или има некој тези кои што го носат до, да кажам, неприфатливо научно однесување во смисла на догматично, затоа што и науката представува веќе еден систем, институција и догматски начин на размислување, можеме така да гледаме. Доколку се спротивстават индивидуалното критичкото мислење на студентот и она кое што е доминантно тежиште и прифатено убедување во науката, на која страна вие како професор ќе застанете и каде треба да се наоѓа балансот помеѓу доследната примена на научниот метод и она што се нарекува заштита на индивидуалниот идентитет на критичкото размислување на поединецот? Да, навистина поставивте едно интересно прашање. Критичкото прашање во однос на доследното учење на целокупната материја за мене е многу поважен сегмент, односно поважна одлука, и мислам дека критичкото размислување е основа на вистинското знаење. Зошто го велам ова? Заради тоа што некој може целата материја да ја научи наизуст, да ја набуба, што велиме ние буквално, но ако не знае да ги поврзе елементите, поимите, идеите, ако не знае да го прошири, да добие една проширена слика за сето тоа, тогаш тоа е механичко, не е креативно мислење и знаење. Основата на една наука е да се поставува прашање, да се анализира, да се разглобуваат проблемите, да се влезе во суштината нивна, да се покаже сомнеш, ако има основа, и меѓу другото и да дојде до преиспитување на одредени тези, ставови, размисли, заклучици и така натаму. Студент кој што размислува критички, едноставно нема она само механички да ја повторува материјата. Тој ќе ја разбере материјата, ќе ја применува, па дури и ќе доведе во прашање, ако има основа, одредени сегменти од таа материја. Она што рековте вие, да се спротивстави слободно доколку има аргументи и доколку е храбар, храбар, ова под наводници храбар бидејќи е исполнет со знаење во таа смисла. Значи, критичното мислење, да се разбереме и да ни биде јасно, ја гради научната личност, која што може самостојно да истражува и да создава нови идеи. И јас ќе тук направам една паралела. Знаењето без критичко мислење е како оружје без цел. Значи, има силина, има јачина, меѓутоа нема правец, нема насока. Во другиот сегмент, доследното спроведување на материјата, и тоа е за почетување, бидејќи совладувањето на материјата сигурно е дека важна цел и важна основа, бидејќи без совладување на тие базични основи, базични концепти, не можеме да имаме ниту критична, односно квалитетна критична анализа. Значи, на некој начин едното без друго не оди, меѓутоа сепак приоритет му давам на критичкото мислење. Зошто велам? Затоа што доследното совладување на материјата ни покажува работни навики, ни покажува упорност, ни покажува доследност. Крај крајева ни покажува и сериозност на една особа. Меѓутоа, ако тоа не е придружено со размислување, тоа останува, ќе повторам, повеќе не е креативно, туку механичко учење. И денеска светот не бара вие да репродуцирате факти, да рецитирате дефиниции,
да покажувате колку знаете идеологија, туку едноставно да покажете способност како да решавате, како да се справите со одредени нови проблеми. Без одредени критичко мислење, студентот останува само добар слушач, кој што клима постојано со глава, меѓутоа не може да биде добар истражувач, не може да биде професионалец, не може да биде иноватор. Сега, на што се должи тоа? Сигурно на формализираното наше образование, каде што пак можеби ќе се повторам, каде што битни се кредитите, не бодовите, не е битен развојот на умот, не е битно учењето за да се разбере, туку учењето за да се положат испитите, и последици од таквиот пристап кој што за жал го имаме ние во последниве 15-тина, можеби повеќе години. Се создава генерација која што знае како да положи, меѓутоа не како и да мисли, како да поставува прашање, како да решава реални проблеми. Значи имаме многу луѓе со дипломи, но тие луѓе се без самодоверба да застанат за својот став. Значи се гуши на некој начин креативноста и иницијативноста. И сега нормално ако веќе поставувам вакви нели прашања и одговори со последици, сигурно треба да, како професор, да се осврне малку и на тоа каде е решението на сето тоа. Едноставно, мора да се стимулира дебата, мора да се стимулира индивидуално размислување, мора да се вреднува критичниот пристап, што е многу битно, затоа што најголем недостаток е самата конверзација, посебно на предавањата кај нас професорите. Причините за тоа се најверојатно недостаток на мотивација. Може би професорите не знаат најголем дел да ги мотивираат, меѓутоа од друга страна па и тие лично, бидејќи мотивот им е како побрзо да заврши годината, како да земат дипломата. Понатаму образовни навики ги стекнале тие од основно од средно школа само да слушаат и едноставно да климаат со глава. Тоа е така наречен пасивен начин на учење, каде што се спремаат последните 3 или 4 дена пред колоквиумите или пред испитите да ги положат испитите, и можеби тоа е уште една причина, тоа е преголемиот притисок на оценување. Во смисла да кога се фокусираат на добивање на оценка повеќе, што е можно поголема оценка, не се фокусираат на тоа да научат нешто повеќе. Низ историјата на човечката мисла често пати се поставувало прашањето кој треба да биде идеалниот тип, ајде да го искористам тој назив на Вебер, идеалтипски пристап за тоа како треба да го профилираме интелектуалецот, или во историјата на филозофија идеален тип на мудрец го викаат или филозоф, па сега Аристотел дава одредени своји карактеристики за тоа како треба да изгледа филозофот. Платон вели дека филозофот треба да биде крал, односно треба да биде монарх, владетел на идеалната држава. Потоа стоиците имаат некои своји други карактеристики кои што ги припишуваат на пожелниот профил на тоа што треба да представува мудрецот. Сега зборуваме голем дел го изедначивме, го истоветивме интелектуалецот со научникот, и денеска навистина е така. Ако сакате да се занимавате со интелектуална работа, треба да се посветите на науката, затоа што науката на еден начин е фаворизирана и таа извор на сите знања, идеи, една енциклопедиско знање кое што се чува на некој начин историјата на човечкото знање, меѓутоа и амбицијата да се произведе ново знање и ново истражување, суверенитетот го има науката, и тоа го вели Томас Кун дека чуварот на самите научни парадигми е токму таа институција наречена наука. Ако можете вие да одредите одредени карактеристики на тоа што би представувал идеалниот тип на интелектуалец, како би го дефинирале? Кои карактеристики би ги имал идеалниот тип, прототип на интелектуалец? Навистина и ова е интересно прашање. Слободно можам да кажем и да тврдам дека не секој кој што има факултетска диплома е интелектуалец, иако за жал во јавноста тоа се поистоветува, некако завршил факултет и еве го интелектуалецот наш. И се смеам овие денови, случајно гледам овие телевизиите од соседството, па има една водителка на една популарна телевизија која што смета дека е интелектуалец заради тоа што се мајмонисува, прави циркус додека ја води својата емисија, и постојано јас сум завршила факултет, јас сум завршила со 10. Вие можете и сите 10 да ви бидат, меѓутоа се навраќаме на претходното, не можете да бидете интелектуалец. Такви имаме многу, меѓутоа
сите тие луѓе кои што мислат така треба да разберат дека интелектуалец е состојба на умот, состојба на делувањето, на действувањето, а не само дипломата. Значи се работи за индивидуа која што има една одговорна улога во самото општество, бидејќи дипломата како диплома не значи ништо, туку само еден сегмент во вашиот еден успех во вашиот живот. Интелектуалецот слободно можам да кажам, кој можеме да го сметаме за интелектуалец? Едноставно оној кој што критички размислува, кој што длабински анализира одредени состојби во општеството, при тоа ги коментира, дава излезни решенија, се интересира за општи, за културни, за политички, за економски, за морални прашања, човек кој што може да влезе во јавна дебата со секого, каде што едноставно преку пишување или преку говорење, преку учествување на тие јавни дебати, да едноставно ја покаже својата одговорност кон заедницата и кој ќе настојува да направи прогрес, одно придонес кон подобрување на состојбата во општеството. Значи, вие спомнавте кои карактеристики би ги набрал како клучни карактеристики за еден интелектуалец. Првото е критичкото размислување, без дилема, без размислување, што значи дека не прифаќа ништо здраво за готово. Едноставно чекајте, јас мислам дека е вака и со своји аргументи ќе се убеда. Понатаму мора да има морална одговорност еден интелектуалец. Едноставно не го користи знаењето само за себе, туку го промовира во јавноста, каде што е едноставно за доброто на другите. Значи мора да биде социјално одговорен, во смисла да покажува грижа за своите сограѓани. Понатаму храброст да се спротивстави. Во смисла на други системи, на институции, на политичари, на јавно мислење некогаш ако сакате, нели? Понатаму да има самостојност во своето размислување, да не се потпира на класични веќе видени наративи, туку сам да гради едноставно свој став, да биде посветен на вистината без оглед на последиците. Сега, колку се важни интелектуалците во општеството? Навистина тие се многу сериозна сила и многу важни и би рекол уште еден поубав збор, тие се неопходни на едно општество, бидејќи ако немаме интелектуалци во општеството, тогаш општеството запаѓа во конформизам, може да дојде до манипулација, може да дојде површност на многу потези кои што се превземаат и действија. Интелектуалецот се смета за совест на нацијата, еве така би се израшил. Значи, тој постојано предупредува на одредени опасности, разоткрива одредени неправди, потикнува прогрес, напредок на сите полиња. Едноставно би можел да кажам дека вистинскиот интелектуалец не е слуга на власта, туку чувар на вистината. Дали современото образование веќе констатиравме и имаше некои критички забелешки од ваша страна за тоа дека денешниот високообразовен систем, барем кај нас, се темели на тоа да се произведуваат профили на да кажам, кои што се прилагодливи на пазарот на трудот, односно да излезат со факултетска диплома и таа да е индикатор дека може да работат или да заземат некое работно место. Дали високото образование денеска има предвид и има чувство дека треба да се работи на создавање на мислечки субјекти и дека луѓето, студентите кои што седат од спротива, дека тоа се луѓе кои што имаат сериозни дилеми и прашања и морални, и интелектуални и дека треба да им го развиете мислечкото начало се со цел да им дадете орудија, да им дадете техника за преживување и за снаоѓање во овој свет, меѓутоа и, како што рековте вие, не е само идејата да излезат студентите од студентските клупи и да се прилагодуваат вечно на системот. Тие треба и да го менуваат доколку нешто увидат дека е потребно да се менува. Како стојат работите денеска во високото образование во поглед на тоа колку се внимава и колку негувачки однос професорите имаат кон критичка мисла, кон интелектуалецот, кон производство на студенти кои што ќе имаат мислечки субјект, кои што ќе имаат критичка мисла? Ова прашање е навистина доста актуелно и на оваа тема има сериозни размислувања токму за улогата на високото образование. Мојот личен став е дека денес високото образование се повеќе се движи кон модел кој што дава приоритет на поединечните профили,
кои што треба да бидат прилагодливи на пазарот на трудот, отколку на создавање на класични интелектуалци во традиционална смисла на зборот. Значи, зошто е ова вака? Пред се поради повеќе причини. Една од причините се економските притисоци, нели, невработеноста, понатаму демографските притисоци, каде што имаме се помал број на население, а согласно тоа и, нели, со миграциите имаме помал број на работоспособно население, кое што постојано не бега. Понатаму поради комодификација на образованието, поради желбата да се создаде производ и глобалната конкуренција. И мислам дека денеска и државите и универзитетите се ориентирани кон на некој начин кон практични вештини со цел да продуктот кој што го создадат брзо се вработи. Мислам дека се смета дека интелектуалецот не е искористлив, ова го велам под знаци наводници во системот, бидејќи не генерира директен профит веднаш како што генерираат, да речеме, другите претходните кадри кои што ги споменав. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека кога ќе се доведеме во ситуација кога ќе недостасуваат интелектуалци, тогаш ќе видиме дека навистина општеството ни навлегло во голема општествена криза, каде што е потребно некој да исправи таа морална и друг вид, нели, на потреба од корекција, крај крајава и од визионерство. Во овој сегмент јас за потребите, нели, на ова интервју направив една табела и би било добро да ја презентирате и на гледачите на вашата емисија. Направив една паралела помеѓу интелектуалецот и помеѓу прилагоден профил за пазарот на трудот во однос на целите, во однос на фокусот, перспективата, па и наведувам примери кои се во која фела се интелектуалците. Во однос на целта, јас слободно можам да кажам дека целта кај интелектуалецот е развивање на критичко мислење, што го повторувам, нели, постојано, понатаму широка култура, морална и општествена одговорност, а додека целта кај прилагодливиот профил за пазарот на трудот е стекнување на конкретни вештини и знаења кои ќе бидат применливи веднаш на самото работно место. Понатаму, што е фокусот кај интелектуалецот? Размислувањето, анализата, поставување прашања, барање одговори, заклучоци и така натаму. Постојано во потрага по нешто ново, по нешто по-конкретно, по-применливо, за разлика од кадрот кој е профилиран за пазарот на трудот, каде имаме ефикасност, продуктивност и решавање на проблеми. Во однос на перспективата, кај интелектуалците, таа е подолгорочна, со амбиција за културна и општествена трансформација, или пак критика на самиот систем за потребата од реформи и така натаму, а додека кај кадрот прилагодлив, профилот прилагодлив за пазарот на трудот, перспективата е краткорочна, односно среднорочна, и е насочена кон вработување и кон практичност, и затоа слободно можам да кажам дека интелектуалците не отинема во овој сегмент, туку повеќе ги има во општествените науки, нели, професорите, публицистите, она што го спомнате на почетокот, истражувачите, јавните мислители и така натаму, а додека профилите прилагодливи за пазарот најповеќе се во информатичката технологија во последно време, во економијата, во маркетинг, во менеджментот, експерти разни, проектни менеджери и така натаму. Едноставно во применетите во техничките науки би рекол, а додека овие се во хуманистичките, општествените и филозофските науки. Така да мислам, дадов една слика во однос на сето тоа и така да убаво е да ги имаме во мнозинство едните и другите. Веќе рековме дека постои дефицит на концепт кој што ќе може да објасни што треба да представува интелектуалецот денеска, и тоа делумно се должи и на општественото уредување на општествениот систем, кој што вели тука нема место за интелектуалци, затоа што веќе и вие кажавте дека интелектуалецот денеска не може да генерира веднаш профит и тоа ад хок значи дека е непожелен во општеството, не е завртка во општествениот систем, нема некоја посебна функција, можеби идеалистички можеме да му се восхитуваме или да му најдеме некоја место во
култна смисла, меѓутоа нема некоја доследна примена на интелектуалецот во општеството и тоа го истиснува неговото присуство. Колку е тешко во современието да препознаеме интелектуалец? Дали е доволно, како што вие наведовте еден пример, дали е доволно да мафтаме со дипломите од високото образование или титулите кои што ги имаме во научна смисла, или сепак треба да самата појава на интелектуалецот да пренесува една друга енергија, една друга присутност, една друга порака. Дали интелектуалецот кога ќе се појави, веќе треба да имаме идеја дека разговараме со интелектуалец. Колку е тешко тоа да се препознае, затоа што во историјата имаме такви примери. Например, кога ќе се појави Сократ, веќе сите, барем по Платоновите диалози, знаеме дека присуството на Сократ нешто, да речам, контаминира во просечната свест на неговата публика. Дали денеска е тоа така или сепак имаме потешкоти да препознаеме што е интелектуалец? Па знаете што, вие навистина убаво елабориравте, поставувајќи го прашањата, навлеговте малку подлабоко во суштината на препознавањето на интелектуалецот и мислам дека не се работи за едноставен процес денеска. Тешко можете да препознаете интелектуалец, не велам дека не можете, меѓутоа потешко бидејќи зависи од повеќе фактори. Од прво под фактот да се зависи од активностите кои што ги прикажува тој во јавноста. Може да биде интелектуалец, меѓутоа да биде затворен во собите, во својата работна соба, да истражува, никој да не знае за него. Зависи од неговото влијание, меѓутоа и од содржината на ставовите кои што ги ставува, содржината на мислењето кој што го продуцира еден поединец. Значи, во денешно време велам дека е навистина тешко да се препознае интелектуалецот, за разлика од минатото, кога мислам дека било полесно, поради тоа што тие биле навистина големи личности, меѓутоа помалу бројни во јавниот живот, и имале директно влијание и врз културата, врз политиката која што се водело, врз науката и така натаму и така натаму. Меѓутоа денес во овој современ, во овој динамичен свет, интелектуалците се распрснати во различни области, во различни сфери. Напливот на информација од една страна, од друга страна, поголемата јавна изолираност на одредени личности може да го оттежне нивното препознавање. Меѓутоа, карактеристиките по кои што можеме да го препознаеме еден индивидуалец се јасни, мислам дури и на еден просечен, би рекол, човек со завршена, факултетска, кој што има факултетска диплома. Тоа е прво критичкото размислување, постојаното поставување, прашање, на анализирање за она што смета дека е зададено, интелектуалниот кураж, она што е посебно битно, значи спремно да се застане зад нестандардни ставови и мислења кои што може би во одреден момент носа опасност од добивање на одредени етикети како предавник и така натаму, издајник и да се оспори, да речеме, одредена статус во ситуација. Понатаму, интелектуалец е човек кој што има продлабочено разбирање, од една страна, од друга страна, тоа продлабочено разбирање се однесува на повеќе научни дисциплини. И на филозофијата, и на науката, и на историјата, и на социологијата. Значи, тој не мора да биде експерт, меѓутоа мора да ги знае основите за да може да парира. Мора да има јавна видливост, а таа јавна видливост се изразува преку пишување, колумни, написи, говори, дебати кои што влијаат на општествените процеси. Што значи се работи за луѓе кои имаат креативен, независен ум, кои што имаат глобален и, би рекол, многу широк поглед на светот, без да се задоволуваат со површни, со краткотрајни решенија, влијание да има со своите идеи, да бидат, може би во одреден период нема да бидат прифатени, меѓутоа со тек на време беше во право човекот, дајте да ги прифатиме. Да има постојан ангажман, тоа е битно, значи институциите на системот мора да ги препознаат интелектуалците и секогаш да се потпрат на нив многу работи. Бидејќи навистина ова е смешно што го гледаме, што го прават политичките партии, кои што на високи позиции рангираат едноставно партиски послушници. Сметам дека една сериозна министерска
позиција, било каква функционерска, мора да има луѓе кои што знаат, кои што познаваат проблематиката, кои што можат да се вложат и себе си за доброто, нели, за доброто на нашите генерации. Така да велам, тешко е да се препознае, меѓутоа кога ќе седнете да разговарате со еден човек, лесно можете да препознаете врз основа на сите овие параметри кои што ги наведов, може да препознаете кој е и на кое ниво и што ниво, и едноставно би бил среќен доколку в нашето општество имаме што е можно поголем број на такви луѓе. Мислам дека одредивме одлични поенти и прилично длабоко завлеговме во темата на интелектуалецот и неговата расподеленост денеска во општеството. Видовме дека концентрацијата на интелектуалецот е главно во науката и во високото образование, меѓутоа она што би сакала да го кажам и да го потенцирам апропо она што го кажавте, да го имаме интелектуалецот се поприсутен, се повидлив и се почесто во општеството. Јас повеќе сум на некоја просветителска идеја дека нивото, општото ниво на популацијата треба да се крене на интелектуалното рамниште, затоа што постои еден ризик дека ако ги фаворизираме интелектуалците, ако правиме некој култ од интелектуалците, да се создаде еден елитизам, повторно некој затворен круг, да се интелектуалците во малцинство каде што ќе можат едноставно да комуницираат со самите себе и да немаат некој импакт врз широката јавност, односно врз општата популација. Затоа повеќе сум поборник на она просветителска идеја, општо образование можеби утилитаристичка идеја. Повеќе образование, општо образование за најголем број луѓе, тоа мислам дека е и бенефит од некои апстрактни идеи да се достигне еден среќен живот, еден поквалитетен живот и да едноставно се разбира светот и позицијата во која што се наоѓаме. Ви благодарам за вашето гостување во емисијата Мој збор и се надевам на уште прекрасни разговори. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Се надевам дека вашите гледачи ќе бидат задоволни од она што го кажавме. Иако кажавме многу мал сегмент од оваа навистина сериозна и многу широка проблематика, да се надеваме дека ќе вроди со плод, па она што го кажавме како критика или како недостаток, да во догледно време би бил среќен доколку се исправи, односно излечеме поука од сето тоа. И благодарам уште еднаш. Интелектуалецот треба да го користи својот интелект, односно својот разум пред да донесе конечна одлука, меѓутоа исто така постојат и одредени морални начала кои што ги спроведува интелектуалецот се со цел да ја донесе најоптималната можна одлука и да прати порака за тоа како треба да биде организирано едно општествено действување. За сите овие работи и за профилот на интелектуалецот, меѓутоа и за неговата ангажираност во општеството во современ контекст, зборувавме во новата емисија Мој збор со професор доктор Јоваќе Кеновски, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме.